Последните минути од денешното издание на Македонија наутро ги посветуваме на промоција на најновата представа од кујната на танцовото здружение X на квадрат, насловена Уметност, политика, мудрост. За процесот на создавање, поставување на сцена и какви се импресиите по одржаната премиера, утринава во наредниве 10 минути разговараме со Јована Зајкова, кореограф и режисер на представата. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Интересен наслов, би рекол повеќе значен. Зошто токму вака е насловена најновата представа на танцовото здружение X на квадрат? Па вака, значи, кратеницата, односно акронимот од овој наслов, го користиме сите во нашето секојдневие, некогаш на глас, некогаш во себе. Меѓутоа, како што споменавме и минатиот пат, кога бевме тука со Бобан, се трудиме да нашата уметност ја доближиме малку повеќе до публиката. Па затоа овој пат решивме да ги поканиме во кафана, да ги поканиме на мезе, на пијалок и на уметност. А со уметноста неизбежно доаѓа и една порција и политика и една порција мудрост. Да, се по нешто збир и тоа на уметнички начин сето зачинета. Да. Ајде да откриеме за гледачите како се роди идејата всушност за поставување на оваа представа и што е она што ве инспирираше. Па секогаш се инспирираме од секојдневието, од она што го гледаме, од она што го доживуваме ние како и луѓето околу нас. Идејата за кафана се јави не поради исмевањето на кафаната како постоење, ниту пак на луѓето кои посетуваат кафани, бидејќи сметаме дека тоа е еден многу интересен одраз на нашата култура. Туку едноставно сакавме да представиме онака како што гледаме со сите убави, со сите неубави моменти, со сите среќи, радости, таги, смешки, кавги и се останато. За кореографијата и за режијата на представата бевте задолжени вие и Бобан Русевски, тандем кој што досега успешно постави неколку представи. Колкав беше ова двоен предизвик за вас? Со оглед на тоа што се јавувате во две улоги? Секогаш е предизвик. Креативниот процес пред се, бидејќи нормално за одредени работи не се согласуваме, има одредени работи каде што мора некој од нас да се повлече. Или пак да најдеме заедничко решение, меѓутоа предноста е што поаѓаме од истата појдовна точка, односно од нашето секојдневие и од она што ни инспирира, па така и ако се загубиме низ креативниот процес, имаме каде да се вратиме и да најдеме некој заеднички јазик. Ако по ништо се одликува оваа представа, тоа е уникатната музичка подлога. Кој беше задолжен конкретно за музичкиот дел и како сте задоволни од работата која што ја завршивте токму со вашите соработници на проектот? Сметам дека беше прекрасно искуство да имаме музика во живо со нас, едно посебно искуство и за нас и за публиката. Во првиот дел од представата, како автор се јавува Дејан Теодосиевски, во изведба на квартетот Viva Strings, составот е Елена Талевска виолина, Димитар Михајловски виолина, понатаму се јавува Дубравка Зајкова на виола и Дејан Теодосиевски на виолончело. Тоа се вработени музичари во Националната филхармонија, така што се професионалци во својата област. А Дејан сега од неодамна се јавува како автор, така да допрва мислам дека ќе доживееме многу интересни проекти од негова страна. Да, ќе се развива токму таа соработка која што ја воспоставивте. Извини, во вториот дел музиката е во изведба вокална и перкусивна на Зарина Првасевда, која што сега неодамна го имаше својот прв солистички концерт. Девојката е неверојатна, нема кој после представата не прида да ми каже колку е воодушевено нејзиниот вокал. Така да беше прекрасен тим, стварно. И сите овие импресии беа собрани всушност во Младинскиот културен центар, во Денсинг салата на 16 јуни, впрочем кога беше одржана и премиера на представата Уметност, политика, мудрост. Какви се вашите впечатоци по премиерата и какви беа реакциите од друга страна на публиката? Имаше бројни уметници на сцената, би можело да ги споменеме и сите оние учесници кои што се представија пред домашната публика? Така и би сакала да ги споменам, бидејќи без нив немаше да биде исто. Значи, покрај Viva Strings и Зарина Првасевда, на сцената се појавивме јас и Бобан исто така како танчари. Се појави Сара Цветковска, која е исто така професионален танчар, понатаму Викторија Коцева, Клара Христовска, Микаела Анчела Глигорова, кои што се студенти при Универзитетот Гоце Делчев на катедрата за современ танц, потоа Илина Костовска и Моника Шолевска, кои што матурираат оваа година од Илија Николовски Луи, Средното музичко балетско училиште,
и Марко Младеновиќ и Наум Ѓоргиевски, кои што се студенти на Факултетот за драмски уметности. Така да еден многу голем И секако особено е за поздравување, бидејќи ги мотивирате токму младите уметници во едни вакви проекти. Она што би сакал да кажеме дека како кореограф, но и како режисер на представата, навистина верувам дека беше огромен предизвикот, но беше ли личен предизвик да се координира и да се води една поголема група уметници кон создавање на едно вакво дело? Беше една авантура, искрено, така би го нарекла. Беше многу убаво искуство за сите нас. Влеговме со полно срце во работата и имаше многу убав фидбек од сите, како креативно, така и целата дружба, целата атмосфера, енергијата која разменивме. Сите доаѓаме од различни сфери, од различни области, поимавме прилика и да размениме многу идеи. И се надевам дека нема да остане само на оваа соработка, дека ќе имаме прилика и понатаму да твориме заедно. Како изгледаше целиот процес на поставување на представата на цена, со оглед на тоа што имавте и поддршка и од Министерството за култура? Овој пат беше многу по-лесно да се пристапи кон представата, за разлика од тоа претходно кога сме немале никаква финансиска поддршка. Ние всушност оваа година пристапивме кон Министерството со многу поголем проект. Нашата идеја беше 3 представи и 1 филм. Меѓутоа, нормално знам дека треба време и они да имаат доверба во нас како креативци, како творци. И се надевам дека токму оваа представа и успехот кој што го постигнавме ќе биде таа одскочна даска за да имаме поголеми проекти понатаму и со нивна поддршка и со поддршка од другите институции. Која е пораката која што ја пренесува самата представа до публиката? Пораката е дека имаме многу квалитет во ова поднебје, дека имаме квалитетна храна, квалитетно вино и ракија, квалитетна музика и традиционални игри, меѓутоа и многу квалитетни луѓе, не само од областа на уметноста, туку и од другите области, дека треба многу повеќе да ги вреднуваме и цениме. Споменавте премиерата помина одлично, реакциите на публиката беа и повеќе од позитивни. Може ли публиката наскоро да очекува и следна изведба? Несомнено да, ние сме многу возбудени, но се уште не можам да дадам точен датум за жал кога ќе биде наредната изведба. Меѓутоа би ги поканила сите оние кои што се заинтересирани да не следат мене и Бобан на социјалните медиуми, како и страната на МКЦ, каде што го имаме точниот датум ќе објавиме и ќе ги поканиме сите да проследат. Конкретно на денешниот разговор би сакал да споменеме кои се тековните проекти во Сдруженијето X на квадрат. Се работи ли на нешто ново периодов и може ли да очекуваме нови представи во наредниот период или пак моментално сакате да се фокусирате на промоција на сето она што е досега сработено? Па веќе имаме 4 готови представи, така што во наредниот период не би креирале ништо ново, туку би се посветиле малку повеќе на танцување на истите во земјава, па се надевам и во странство. И многу би сакале да се посветиме кон креирањето малку поинтензивно на современа танцова сцена во земјава, бидејќи постои публика за квалитетни производи, постои квалитетен кадар и доколку малку повеќе зборуваме за овој проблем, односно за фактот дека не постојат работни позиции за овие уметници, мислам дека би постигнале нешто повеќе сите заедно. Јована, благодарам за денешното гостување во Македонската телевизија. Ќе ви посакам уште многу нови представи во продукција на танцовото студио X на квадрат, а до тогаш публиката ќе оставиме да ужива во најновата представа Уметност, политика, мудрост. Ќе напоменеме уште еднаш за гледачите, наскоро повторно пред македонската јавност. Благодарам многу за поканата уште еднаш и за целата поддршка.